Во Кочани ќе биде отворена третата канцеларија во државата во рамки на проектот Центар за дијаспора. Таа е дел од националната стратегија за дијаспора, а ќе има посредничка улога меѓу нашите иселеници и општинските и државните служби и институции. Договорот за отворање на канцеларијата го потпишаа министерот во владата задолжен за дијаспора Джемал Чупи и градоначалникот на Кочани Лјупчо Папазов. При тоа беше нагласено дека неопходно е унапредувањето на соработката и комуникацијата меѓу локалната и централната власт, за да се врати довербата на нашата дијаспора кон државните институции. Овие канцеларии се осмислени да имат посредничка улога, тоа значи кога се работи за интересот на нашата дијаспора, централната власт и локалната власт мора да соработуваат меѓу себе. И второ, да се врати со подобра комуникација, да се врати довербата на нашата дијаспора кон државните институции. Нешто што верувам дека е битно да се потенцира тука е делот на помош што ќе ја дава ова канцеларија или ова точка во вашиот крај, во општина Кочани, кога се работи за помош и посредување, за брзување на сите постапки од нашите граѓани во дијаспората, каде што ќе се олесни и ќе имат дополнителни информации и насоки по нивните барања. И на крај соработката што ја имаме со МИОА, значи со Министерството за информатичко општество и администрација, ќе им пружиме на нашата дијаспора олеснување во делот на електронските услуги, каде што во рок од 15 дена по отварање на ова канцеларија, сите вработина од МИОА ќе им пружат помош на определените општински вработини во овој проект. Локалната самоуправа на Кочани ќе даде поддршка општинскиот центар за дијаспора што побрзо да профункционира. Со тоа ќе им обезбеди подобри услуги на лицата кои живеат во странство, а се враќаат во матичната држава. Во суштина, со понатамошното функционирање ќе бидеме на услуга на луѓето од дијаспората кои престојуваат во матичната земја во повеќе области. Во делот на уредувањето на нивните права од работен однос, во делот на уредување на нивните права и обврски во делот на здравственото и пензиското осигурување, во делот на матичните евиденции, иако се тоа локални институции на државно ниво, општина Кочани преку овој центар кој се формира ќе им биде постојано на располагање на нашите иселеници. И во суштина ќе ја развиваме соработката во делот на културата, во делот на науката и пред се во делот на економијата со воспоставување на една база на податоци на луѓе кои се успешни и обстојуват во дијаспората, а кои можат да допринесат во економскиот развој на општина Кочани. Канцеларијата на Центарот за дијаспора ќе биде отворена во општинската зграда во Кочани. Во неа ќе бидат ангажирани службеници од веќе вработените во локалната администрација. Општина Кочани ги информира граѓаните дека е продолжен рокот за пријавување на конкурсот за обука на жени за брендирање, пакување и продажба на земјоделски производи. До 6 ноември, заинтересираните жени кои се невработени или вработени во земјоделскиот сектор, а кои имаат идеја за отпочнување земјоделски бизнис, имаат сопствен бизнис во земјоделскиот сектор или се косопственички на таков бизнис, можат да се пријават на повикот и да се здобијат со нови знаења. Пријавувањето може да се направи електронски преку веб страницата на општина Кочани или пак со пријава во општината. Обуката ќе биде дводневна, онлайн и ќе се реализира во втората половина од ноември. При тоа се охрабруваат да се пријават жени од ранливите категории, односно самохрани мајки, жени од рурални средини, жртви на семејно насилство, како и жени со попреченост. Целта на обуката е да го подобри пристапот до пазарот на труд, како и да ја зголеми конкурентноста на жените на пазарот на труд, преку подобрување на нивните бизнис вештини и на вештините за вработување и самовработување, како и да ја подобри конкурентноста на пазарот на компаниите што ги предводат жени или пак се во сопственост на жени.
Ова е последна од серијата тематски обуки за економско јакнење на жените, што Фондацијата СИИД Македонија во соработка со општина Кочани ги спроведуваат како дел од проектот на UN Women промовирање на родово одговорни политики и буџети кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија. Обуката е финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка, како и од Шведската агенција за меѓународна соработка и развој СИДА. Граѓаните чие место на живење според лична карта е во селата Полаки, Ново село, Горноградче, Костиндол, Речани, Небојани, Главовица, ќе имаат можност да учествуваат во избор на нови органи на нивните местни заедници. Со оглед што мандатот на сегашните членови на местните заедници е истечен, законска обврска е да се изберат други, кои ќе ги застапуваат интересите на жителите од населените места пред органите на локалната и државната власт. За да се реализира изборот на органи, досегашните совети на местните заедници и нивните председатели треба да организираат граѓански собири. Одлука за организирање на собир донесе градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов. При тоа, на собирот ќе може да учествуваат жителите на селата Полаки, Ново село, Горноградче, Костиндол, Речани, Небојани и Главовица, кои имаат право да гласаат и на избори. За да се утврди нивниот идентитет и местото на живење, неопходно е на собирот да понесат важечка лична карта. Веќе е определен и терминот на кој ќе се одржи собирот на граѓани. При тоа, граѓаните, изборот на нови членови на местни заедници ќе можат да го направат на собирот закажан за 18 ноември во 15 часот во местноста Крушка. Изборот на нови органи во местните заедници како прашање се поставуваше во изминатиот период и на седниците на Советот на општина Кочани. При тоа беше побарано да се организира нов избор на членови на советите и нови председатели, за да можат тие полноправно да ги застапуваат жителите на населените места. Општина Виница потпиша меморандум за соработка со Сдруженијето за унапредување на меѓусебната доверба ТАКТ од Скопје. Со потпишувањето на договорот ќе се обезбеди рамка во која ќе бидат представени предлози за програми за соработка помеѓу двете страни во областа на здравиот и активен живот, социјалната вклученост на младите и младинскиот развој. Договорот за соработка го потпишаа градоначалникот на Виница Миле Петков и председателката на Сдруженијето ТАКТ Магдалена Спасовска. Сдруженијето за унапредување на меѓусебна доверба го сечунуваат искусни жени спортистки со значајно искуство во меѓународни спортски настани и работилници, како и културни активности. Тие ги промовираат спортската, културната, родовата еднаквост со цел да се развиваат позитивни вредности, да се овозможи целосниот младински развој и унапредување на генерациите за подобар квалитет на животот. При тоа, Сдруженијето презима иницијативи за кампањи и создавање цврсти партнерства на локално и меѓународно ниво, за да се промовира програмата за развој на спортот и културата. Целта на потпишаниот меморандум меѓу општина Виница и Сдруженијето ТАКТ е меѓусебна соработка и реализација на активности како и проектни работилници. Тие треба да придонесат за подобрување на здравиот и активен живот на младите во општина Виница преку методологија на спорт за развој со цел да се подобрат можностите за неформално образование за деца и младинци во Виница во насока на зголемување на социјалната инклузија и кохезија преку спортот. Две лица од Кочани се здобиле со телесни повреди откако автомобилот во кој се превезувале излетел од коловозот и завршил во парцела покрај патот. Од полицијата информираат дека сообраќајката се случила на регионалниот патен правец R1309, што почнува од Зрновци, а завршува на Пониква. Според известувањето од секторот за внатрешни работи, на 2 ноември во 4 часот и 40 минути изутрина во полициската станица во Кочани било пријавено дека на регионалниот патен правец кај местото Дупли кривини патничко возило Опел Тигра со кочански регистарски ознаки излетало од патот. При тоа со возилото управувал 33-годишниот АС од Кочани, кој во несреќата се здобил со тешки телесни повреди. Заедно со него во автомобилот бил и 25-годишниот ПЈ од Кочани, кој поминал со телесни повреди. При тоа на двете лица им била укажана и лекарска помош.
Увидна екипа од полициската станица во Кочани направила увид на местото на настанот, при што треба да се утврди кои се причините за излетување на возилото од коловозот.